Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои, добро вечер и добре дојдовте. Не знам кој датум е, чекај да погледнам ја на календарот која година е. Јас сум веќе во оние кога забрзувањето, мислам дека знаеш што е старост? Кога мозокот ја има брзината на младоста, ама хардверот малку потешко. 4 реченици имав у глава, на времето знаев сите да ги изговорам, се што требаше да изговорам, со годините малце потешко. Но, добро, најверојатно и кофеинот, не ме частеа кафе, дојдов овде, водичка, кожувчанка. Море добро, барем кожувчанка ми испоштува. Денот ми е утепан ако немам кожувчанка, навлечен сум на тие меурчињата на кожувчанка, што да ти кажам, највкусна минерална вода ми е. Реклама било, па што ако е реклама? За добра работа се рекламира, и жата е добра, нели? И ѓомлезето е добра. И кожувчанка, наша, природна е, не доаѓа. Например, едно од најдобрите минерални газирани води е Перие. Ја знаете Перие? Предпоставам дека ја знаете сите, пошто ја знаете онака како Rolls-Royce. Сите сте чуле, виделе некоја слика, ретко кој пробал, бидејќи кој македонец сигурно нема да даде пари многу за некаква си минерална вода. Ама абдалко мене да. Ја дури и гајби сум купувал. Мене ми се допаѓа. Интересно е што таа не е природна. Тоа е филтрирана вода во која се додаваат минерали за да го добие тој вкус што го има. А ние ова што го имаме е природно. Само му додаваме меурчиња. Има у фабрикана, има Митко Јанчев, има едно такво, и вака, у тоа казанчето има едно меурче, квасец меурче и ке капне кап, и тоа меурчиња, и после го бркаат у шишиња и го пакуваат, и така. Очигледно ми е добар муабетот, знаеш како си ја здува колегава мој од студио, прашинка вака се спушта. Колега, добар бев, одлично. Ти, 3 празни места, ајде затворај врата. Добро, фаца, тргни ми, дефокус е, супер е. Уште подобро е без публика. Не, се шегувам. Тука сме сите. Проблемот е што не знаете кога се шегувам, кога сум сериозен. Тоа многу пати ми го рекле, викам, никогаш нема да ви го кажам. Нека си остане. Ако верувате дека е некојаш нервоза, викање, урлање, пцуење, кршење, стварно така, окей. Ако мислите дека е глума, окей. Дали е или не, останува како такво. Не се. Драги мои, можеш малце компјутерот да го пуштиш? Ова се сцени од филмот Дина, направен по книгата на Френк Херберт. Ако сега зинам за да раскажам некои работи во врска со ова, а раскажав и направив еден подкаст, може би и 2 часа ќе бидат малце. Но мене ми е основната работа да ви кажам следново. Дека филмот кој се појави на Денис Вилнев, кој беше во киносалите во 2001 година, повторно се прикажува првиот дел и за неколку дена, како да видам сега
датумот, 21. Значи за 8 дена ќе можеме да го проследиме вториот дел, кој со големо исчекување се гледа ова, се очекува ова вистинско ремек дело. Нормално се очекува дека ќе биде како такво. Ова е сцената кога Пол прв пат ќе се качи на пустинскиот црв, пустинските црви, еден од најголемите, преку 600-700 метри. Со тоа ќе докаже дека е рамен на фремените, на луѓето од пустината и ќе ја заслужи нивната верност, кој ќе ги води кон револуција и ослободување од тираните. Но, оваа приказна навидум е за револуцијата на еден свет, на еден народ, но во исто време една многу длабока приказна за божествениот внатрешен повик и порив да се стане нешто повеќе од она што си, да се соочиш со она што иднината ти го носи и имањето или немањето храброст да го прифатиш тоа што доаѓа. Како и да е, тоа е вториот слој во еден свет кој е многу сложен, кој е многу слоевито замислен. Кога велам слоевито, значи точно се знае кој што јадење, пиење, екологија, какви животни, етимологија, значи многу детално, просто делува дека се работи за свет кој постои. И тука е фантастична имагинација. Значи, на 29 ќе биде официјалното прикажување на вториот дел на Дюн, Дина, песочна планета или Аракис се вика планетата, во Синеплекс. Што е штосот? Што премиерата ќе биде кај нас еден ден порано од светската. Може би некому му значи, може би не. Но јас сум дете од златното Титово време, кога светски филмски хит се чекаше 2 до 3 години да поминат, па да биде прикажан кај нас. Значи, страдавме, патевме. Ако успеевме да претрчаме до некоја соседна западна земја како Грција или Италија, па да истрчаме во кино, но во тоа време нашите ресурси беа најмногу насочени да си купиш штека цигари, некој ментол и нормално фармерки. Од што беше златно време, моравме да идеме по земји туѓи да купуваме убавина на младоста. Види, како е носталгијата едно лажливо чувство дека се било тогаш подобро, дека се било поубаво. Имаше само едно што е реално, што во тој таков тоталитаризам идиотите беа спастрени. Затоа ние сега, благодарам режија, можем да се вратиме. Поентата на ово што го пуштаме, мојата лична благодарност до Синеплекс. Зошто? Затоа што Синеплекс, откако се појави, до Синеплекс во Македонија никој не одеше во кино. До Синеплекс, појавувањето, доаѓањето на Синеплекс во Македонија, киното беше заборавено. Дури видеотеките беа умрени и све некои CD преснимувања беа крајна мизерија, крајно мизерно. Мизерно. Ама не можам да ви опишам. Со доаѓањето не само враќање на кино, туку враќање на светско кино. Значи не она нашено едно големо кино со полуматна слика и со некој безвезе прави. Не, туку она што го гледавме по филмови. Значи со сите салтаните, со невидена удобност. Ја дома немам удобни такви фотељи како што има во киното. А они подготвуваат и киносала со многу уште поудобни седишта. И има такви. Иако филмов, искрено да ви кажам, им завидувам на оние вистински фанатици
би сакал да сум ко нив и да можам такво нешто да си дозволам, кои филмов ќе го гледаат во IMAX. Ако технологијата на екранот и на снимката која е HD во Cineplex, Cineplex нема такво кино, нема во Македонија, на Балканот има само исклучиво и во Софија, во Бугарија. Тоа е платно кое не можете да го дофатите со око, толку е големо, и сликата од она што го имате е за неколку пати поголема. Иако действието генерално го имате тука, но целиот севкупниот амбиент и пейсаж и дава чувство, IMAX да гледате филм, дава чувство како да стварно го ја гледате, значи, ајде да кажем од некоја удобна ложа, ја гледате вистинската live action, а не снимка дека ви проектира. И треба еднаш да го доживеете во животот. 5 литра ракија треба да се откажете у животот за малку култура. А малку култура да се напиете е повеќе од буре ракија. Толку може долго да го носи задоволството. Ние наместо можеме стварно да заштедиме, не морате како мене да идете секоја недела во кино или барем неколку пар пати во месецот или барем еднаш во месец, но барем неколку пати годишно можете да си дозволите. Можете за нешто посебно што сакате да го гледате. А ова се филмови кои се за во кино. Тие некои драми и што ти знам, тоа можеш и дома да го доживееш. Но вакви спектакли, ова прикажување, замислете како им било на моите родители кога 69-та се прикажуваше во нашите кина, 70-та, пардон, во кино Вардар се прикажуваше Одисеја 2001 на Стенли Кјубрик. Абе, за глава се фаќале, што чудо е ова. Така и сега. И покрај се што се изнагледавме со технологијата, така и сега. Ако не идете во театар, не идете на опера, а треба да отидете, барем еднаш годишно погледнете нешто, верувајте, подобар човек ќе сте. Верувајте дека филингот што ќе ви го даде е исто како неколку... Не може да се спореди со ракија. Вие со ракија... Знаеш зашто ја зборам ракијата? Затоа што попрво би се откажале од се, ама не од ракија. А ја ви велам, од време на време откажете се од ракијата. Дајте малку за култура. Стварно вреди. Отидете театар, отидете у кино. Знаеш какво... Мислам ти ги отвара ноздрви. Се почувствуваш како човек. Не те утепува. Знаеш, ракијата ја пиеш, те олабавува и утредента све мрзиш. Па и после кој ќе те зафати после 4-та, 5-та и доаѓаш и дома тепаш. Сакам да кажам, ние премногу на некои примитивни работи се фокусираме, приземни, задоволи го мевот, задоволи ги некои потреби, а оние духовните ги одбегнуваме. Не идеме во црква, не идеме во театар, не идеме во кино. Јас сега би викам нешто што ќе се збори со години. Значи, ја ги терам обавезно, моите деца ќе отидат. Затоа што за 30-40 години, кога ќе ме нема, ќе им текне со дедо Јанко како бевме, на своите деца ќе раскажуваат, кога овој филм се прикажуваше еден ден порано и ове, вау, стварно, да, во Њујорк беше на 1 март, во Скопје беше на 29. Дечки, слушам некое тропање, дали е се во ред? Океј. Се надавам ќе го задржиме мирот за да си ја и задржам мислата. Нема да држам више монолози за кино? Океј. Вие што ќе го даунлодирате филмот, вашиот коментар ќе биде и нормално, не може да ве одушеви. Гледате на некој телевизорче, гледате на лаптоп, гледате на... Ова е направено за нешто сосема друго. Подобро немој да го гледате. Не го семнувајте. Нити ќе го разберете, бидејќи не е филм само да го разбере, овој гуте па тој. Не е филм,
овој филм збори преку огромна слика, допира по тебе. Дури мене второ, трето гледање откривав некои работи, иако книгите ги има многу пати читано. Но, тоа е една работа, а сега кога сме веќе кај пустина, во пустината кога копаш, на дина има вода. Но, во нашите пустини има нафта. И сега се случи, пред некое време, една сакана-несакана дебата. Ке одиме со мојот компјутер да го прочитам статусот кој го имав објавено. Во 1000, значи, овој статус го најдов на Твитер од профил кој се нарекува Хемија, кој го води наш човек кој се разбира, има свој портал за хемија и се разбира многу во хемија. На Твитер не предизвика толку многу ука-бука, а ја не ќе да го вклучам за да не биде изложен на хейт. Ја го напишав она што он го објави, без негово име и презиме, и вели вака. Во 1877 година Менделеев ја изложува хипотезата за потеклото на нафтата од тешки метални карбиди. Што ако се докаже дека фосилните горива не се резултат на распаѓање на биоматерија, туку создадени поради едноставна хемија во наводници и не треба да се плашиме дека ни снемува нафта и газ. Да ти кажам, господинот тебе го гледате у првиот коментар, Александар Дановски напиша нема појма од хемија тој што го напишал ова. Ја викам, мене ми е интересна ваква дебата, но ако надмено нема појма, мислам дека е крајно приземно. И еве, му дадов простор, неколку статуса, што, какви референции он ми даде, а ја мислев дека ќе предизвика дебата, ама нормално кај нас ова се свати што ти си за вакцини, што ти си против вакцини. И таа поларизираност на простаклокот и ден денеска трае. Јас се потрудив да ја најдам референцијата од каде доаѓа оваа теза. И оваа теза е објавена на, ја преведов и ја објавив на мојот портал, а еве од каде е тезата во оригиналот, се вика Views On и ова е во превод гледате на македонски, веќе преведено, овдека е оригиналот. Ја го со линк го објавив кај мене. И сега слушнете каква интересна теза. Велам интересна, ја не застапувам став, бидејќи не знам. Но сакам кога, бидејќи самата наука вика question everything. Али гледај ги апологетите на науката како хейтат, како смееш ти да помислиш такво нешто? Ма немој молем те. Фосилите од животни и растенија не се неопходни за сурова нафта и природен газ, откриваат шведските истражувачи. Што би се случило ако се докаже дека фосилните горива не се резултат на распаѓање на растителна и животинска материја, туку всушност се создадени во земјата поради едноставна хемија? Не би можеле да се исплашите да верувате дека ни снемува нафта и природен газ? Проценките за тоа колку сурова нафта има, нафта сме извадиле од планетава многу варираат. Дури во мај 2009 извештајот објавен од Меѓународниот весник за технологија за нафта, газ и јаглен сугерираше дека можеби сме користеле повеќе од колку што мислиме. Идејата дека ни снемува нафта не е нова. Научниците ни докажа дека нафтата е ограничен ресурс кој бил формиран пред милиони години од распаѓање на вегетацијата и биомасата на изумрените видови растенија и животни. Со проценетите 1 трилион барели нафта веќе извадени од длабоките бунари од почетокот на комерцијалното дупчење околу 1770 година, многу ми напредвидува дека се приближуваме до средината на преостанатата нафта на планетата. Но од секогаш постоеле оние кои тврдат дека нафтата е природна супстанца која автоматски се формира во обвивката на земјата. Велат дека го има буквално насекаде, ако можеш доволно длабоко да дупнеш за да допреш. Застапниците на така нареченото абиотско масло тврдат дека доказот се наоѓа во фактот што многу затворени бунари, кои порано биле суви од нафта, се покажале дека повторно се во изобилство после многу години.
Тие тврдат дека надополнетото масло е произведено од природни сили во вивката на земјата. Критичарите на абиотската теорија не се согласуваат. Тие тврдат дека копаните бунари може да изгледа дека се полнат по неколку години, но тие не се обновуваат. Тоа е едноставно ефект на маслото кое полека мигрира низ порите од области со висок притисок до областа со низок притисок на дупката на дупчење. Ако ова масло се извади, ќе биде потребно уште повеќе време за повторно полнење на дупката. Тие сметат дека нафтата е необновлив ресурс, што се создава и депонира под посебни биолошки и геолошки услови. До сега овие верници за абиотско масло беа отфрлувани како исповедаат лоша наука. Но за жал, новата студија, значи не е ова шалабајзер, туку студија, покажа дека се точни. Објавени во Science Daily, истражувачите на Кралскиот институт за технологија во Стокхолм успеале да докажат дека фосилите од животни и растенија не се неопходни за да се генерира сурова нафта и природен газ. Наодите се револуционерни, бидејќи тоа значи да една страна дека ќе биде многу полесно да се пронајдат овие извори на енергија, а од друга страна, ај тишина горе, а од друга страна дека тие можат да се најдат низ целиот свет. Користејќи го нашето истражување, можеме дури и да кажеме каде може да се најде нафта во Шведска, вели Владимир Кучеров, професор на оделот на енергетската технологија во КТН. Заедно со двајца колеги истражувачи, Владимир Кучеров го симулираше процесот кој вклучува притисок и топлина, што природно се јавува во внатрешните слоеви на земјата. Процес кој генерира јагле водороди, примарна компонента во нафтата и природниот газ. Според Владимир Кучеров, наодите се јасен показател дека снабдувањето со нафта не е пред крај и што долго време се плаше истражувачите и експертите на област. Абиотско масло. Овде има една слика која го прикажува тоа. Вика, теоријата за формирање на абиотската нафта сугерира дека нафтата е Теоријата за формирањето на абиотската нафта сугерира дека суровата нафта е резултат на природно настанати и можеби тековни геолошки процеси. Оваа теорија беше развиена во Советскиот сојуз за време на студената војна, бидејќи Унијата требаше да биде самодоволна во смисла на производство на сопствена енергија. Науката за оваа теорија е здрава и се заснива на експериментални докази и во лабораторија и на терен. Оваа теорија помогна да се идентификуваат и затоа се развијат голем број на наоѓалишта на газ и нафта. Пример за такви полиња се полето Јужен Хилчују и контроверзното име Сахалин-2. Во својата наједноставна форма теоријата е дека јаглеродот присуден во магмата под кората реагира со водородот да формира метан. Еве, ако успеам да добиам поголема слика да ви покажам, на што он тоа мисли. Само да знаете, огромна топлина и огромни притисоци, иако е ово уште кората на земјата. Притисоците и условите може да предизвикаат создавање на вакви материи, а тоа е пред се така наречениот јаглерод, од кој е основата во целава работа. Во својата наједноставна форма теоријата дека јаглеродот присуден во магмата под кората реагира со водородот за да формира метан, како и сплав од други главно алкални јагле водороди. Реакциите се покомплицирани од ова со неколку средни фази. Посебни минерални карпи, како што се гранитот и други карпи базирани на силикон, делуваат како катализатори, кои ја забрзуваат реакцијата без всушност да бидат вклучени или потрошени во процесот. Експериментите покажаа дека во екстремни услови на топлина и притисок, она што сега ви го кажав, бидејќи ја и овој текст го читав пар пати, затоа што сериозни пасив-агресив навреди, а луѓе кои не ќеа да го прочитаат ова, знаеш, она едноставно теоријата, прочитај, има теза, знаеш, има научни, има референци. Не, ти си ваков, ти си таков. Океј.
Експериментите покажа дека во екстремни услови на топлина и притисок е можно да се претворат во железен оксид, калциум карбонат и вода во метан. При што јаглеводородите кои се држат до 10 атоми на јаглерод ги произведоа руските научници минатиот век и беа потврдени во неодамнешните американски експерименти. Отсуството на големи количества слободен гасовит кислород во магмата ги спречува јаглеводородите да согорат и затоа да формираат молекула на јаглерод диоксид во пониската енергетска состојба. Условите присутни во обвивката на земјата лесно би биле доволни за овие мали јаглеводородни синџири да се полимеризираат во молекули со подолг синџир што се наоѓаат во суровата нафта. Владимир Кучеров додава дека нема шанси фосилното масло со помош на гравитацијата или со други сили да протече до длабочина од 10,5 км во државата Тексас, например, која е богата со нафтени наоѓалишта. Како што гледа Владимир Кучеров, ова е дополнителен доказ, заедно со неговите собствени истражувачки наоди за генезата за овие извори на енергија, дека тие можат да се создадат на други начини, освен преку фосили. Значи, не се исклучуваат фосилите, но дека постои и природен хемиски процес во кората на земјата. Тоа е суштина. Ова долго време е прашање на жива дискусија меѓу научниците. Значи, научниците не се плюкаат, не се навредуваат. Они бараат одговори и дебатираат на темата и експериментираат, за разлика од стоката која омаловажува. Нема сомнеш дека мене ми е интересна таа дебата. Сакам да ги слушам и двете страни. И јас сум убеден дека е тоа од органско потекло, па умирале диносаурусите, ама доказиве па други се интригантни. Зошто да се негираат? Нели? Може да има и дополнителен доказ во нивна корист, но може би има и нешто друго. Впрочем, ја бев дете кога разбрав дека нафта ќе снема. Кај готово е. Ние се повеќе трошиме нафта, се повеќе се исцрпува нафта. Значи, у мојве 5 децении, 6 децении живот, само слушам колку е зголемено производството, колку е зголемена потрошувачката. А наоѓалиштата што се испразниле, после години се регенерираат. И овие викаат, не, тоа е од друго наоѓалиште, па протекло. Арно, ама сомнително ти е малку. Нема сомнеш дека нашето истражување докажува дека суровата нафта и природен газ се создаваат без учество на фосили. Сите видови на карпи можат да послужат како резервоари на нафта, вели Владимир Кучеров, кој додава дека тоа важи и за копнените области кои имаат се уште не се барани за овие извори на енергија. На откритието има повеќе придобивки. Степенот на прецизност на наоѓање на нафтата е драстично зголемен, од 20 до 70%. Бидејќи дупчењето за нафта и природен газ е многу скап процес, сликата за трошоците радикално ќе се промени за нафтените компании, а на крајот веројатно и за потрошувачите. Заштедите ќе бидат во многу милиарди, вели Владимир Кучеров. За да го идентификува каде вреди да се дупчат за природен газ и нафта, Владимир Кучеров го искористи своето истражување за да се дојде до нов метод. Тоа вклучува поделба на земјината топка на ситно мрежеста мрежа. Решетката одговара на пукнатини, така наречени миграцијски канали, низ основните слоеви на површината на земјата, каде и да се сретнат овие пукнатини, погодно е за дупчење. Според Кучеров, овие наоди за истражување се исклучително важни, не затоа што 61% од светската потрошувачка на енергија потекнува од сурова нафта и природен газ. Следниот чекор во оваа истражувачка работа се ќе вклучува повеќе експерименти пред се рафинирањето на методот, ќе го олесни наоѓањето на места каде што е погодно да се дупчат нафта и природен газ. Истражувачката работа на Кучеров, Антони Колесников и Александар Гончаров неодамна беше објавена во научното списание Nature Geoscience. Еве го, значи, да ти објават научен труд, он мора да помине филтер. Колку и да е радикална или неточна, ако има методологија на научно истражување и со теза, докази и така натаму, научното списание мора да ги објави. Научното списание не е за да добие кликови, лајкови или продажба на тиражи. Тоа е многу важно во комуникација на научниците низ целиот свет. И ова, ако сега ќе се прашате, па ако е точно ова
Што немаме сега промена голема во тој став? Затоа што ако е точно ова, ќе поминат уште 100, 500, 1000 ретестирања, повторни тестирања и кога ќе се докаже точно, повторно ќе се провери. Ја да ви кажам, драги мои, дека денеска во науката се уште се проверува дали 2 плюс 2 е 4, затоа што науката мора да го провери. Нам ни е дадено како 2 плюс 2 е 4, така? Но квантно ако ги земеш, таа математика може и да биде неточна. Па се докажува спротивното и сега ти се чудиш што е. Но постои научен труд кој го покажува тоа. Со зашеметувачки математички тези на ниво на квантност. То и потполно издржано. И вика, што сега ова? Ништо. Ова ќе предизвика експеримент, во експеримент, во експеримент, во експеримент. Затоа ја сакам науката. Затоа што, кога ќе докаже нешто, она повторно и повторно и повторно се прашува. Еве го нивното, сега не би сакал да го читам нивното дело, абсолютно дека нафтата потекнува од биолошки процеси, релевантни студии, еве од каде се студиите, геофизичка лабораторија, Карнеги институција Вашингтон, Колумбија 2015 година, USA, Локомосив, Државна академија хемиска технологија, Москва, Русија, а ова е број, 2015, 11.117.571, Кралски институт технологија СС-144, Стокхолм, Шведска. Значи, само што прочитав книга за абиотското масло и научните докази, политизацијата за него. Се вика нафта, четвртиот обновлив ресурс, а веб страната е oilrenewables.com. Значи, не се ова теории на заговор кои продаваат или што ти ја знам, онака, паламудат или не знам како да ви објаснам. Теории земјата е рамна. Да, научниците се уште прават пресметки и пресметки и пресметки, иако имаат докази дека земјата е округла. Ама тие што веруваат дека е рамна, тие не проверуваат. Тие идат со нивните, како да кажам, не научни, а ја ја гледам рамна, рамна е. Значи, науката не е основа на неколку докази кои се многу јаки, многу моćни да излече заклучок. Ке иде до изнемоштување. Не, ја сакам науката. Таква и православието наше. Сега богохулнички звучи, но нашето православие бара од оние кои сакаат да влезат во верата да преиспитаат. Вистина ли е? Постои ли Бог? Докажи си. Докажи. Докажи си на себе. Докажи на светот. 2000 години е тоа тестирање. Океј. Сега. Мојата тема, режија, дали се слушаме? Да. Офлеле, кој ми дошол. Офлеле, кој ми. Тешко мене. Сега што да пуштам да си ја побегнам? Нема. Се шегувам. Многу ми е драго што си тука. Твојата позитива зрачи и ја чувствуваме твојата раскошна љубов, особено така ни доаѓа да те гушнеме кога влегуваш од позади вака, да те гушнеме и да не те пуштиме. Драги мои, има една фотографија која се нарекува меме. Тоа е фотографија која содржи некоја, обично е алегорија некоја или зафрканција, но кај нас се ова повеќе политичка работа и мислам дека е тема за муавет. Бидејќи ја искрено би сакал да разговараме за документите за промената на документи, пасоши, за хаосот и малтретирањето на народот, но таа тема не ја наметнав затоа што никој не ја побара од мене. Никој. Ја спомнав пар пати, никој не се јави, никому не му е гајле, барем од моите гледачи,
за документите, за личните карти, а најверојатно па моите гледачи абер нема дека постои нешто што се вика пасош. Океј, се извинувам режија, не можам да ве слушнам, пишете ми ако има нешто. Одиме со компјутерот и еве темата за вечерва, пошто ќе ги објавиме телефоните. Потрошувачката кошничка во јануари 2022 година изнесувала 35.000 денари 811, а потрошувачката кошничка во јануари 2024 57.476 денари. Ова е објавено од страна на Deutsche Welle, колку се зголемени трошоците за живот во Македонија. И ова е енормно за зголемување за нашите плати, за нашиот стандард. Од друга страна, имам коментари, можеш да ги ставиш телефоните, имам коментари дека потрошувачката кошничка изнесува многу повеќе и дека за едно 4 члено семејство таа е 80.000 денари. Ја не знам дали е тоа точно или не. Поточно се правам будала, затоа што јас сум 5 члено семејство, 5 возрастни сме, и трошоците за живот. Океј, телефонот мислам дека е ставен на располагање овдека. Да. Океј. Тука сме некаде. На вибрација ќе стои. Добро. И ќе почекаме да слушнеме, да видам да не е некоја порака. Не. Добро. Ова е баш интересно. Ова е само скролање во еден ден. Многу интересно ми е што имаме веќе телефонско јавување што и покрај сите блокади има доста интереси гледачи кои ја следат емисијата. Добро вечер му посакувам на првиот гледач. Добро вечер уште еднаш. Повелете во програма сте. Во програма сум? Да, повелете. Сакам нешто да кажам, пред што кажавте за пасошите. Може нешто за така нешто? Не, чекај да се прекрстам. Фала Богу што некој се јави за пасошите. Никој не се бунеше ништо. Јас зборам неколку дена и баш ми е драго. Те молам и не се воздржувај. Вака. Ја избегавам последно време политика исто и ја, пошто изгледа и луѓето чим се не се јавува, значи се многу нерасположени и нервозни и не може да трпат више вакви работи. Предпоставам. Не е ради друго. Денеска гледав една емисија на национална телевизија, беа две пратенички гости во таа емисија. Повели, слободно збори. Едната од СДС, едната од ВМРО. Сега, извинете, заборив како се вика. Не е битно. Таа од СДС две презимени имаше, таа од ВМРО едно. Или може би две. Не е битно. Да. И сега, кога почнаа да збора за патните исправи, таа од СДС рече за ова виновно е што нема пасоши Наќе Ќулев. Ја право да ви кажам, не знам некој е тој Наќе Ќулев. Како може да биде некој Наќе Ќулев? Порано беше Бранко крив, Лјупчо крив, Груевски крив, сега некој излезе Наќе Ќулев крив. Наќе Ќулев, само да може би знаете, вака иронизирате, а да им кажам на гледачите. Значи, пред 4 години, 2020, кога имаше избори, имаше техничка влада и 2 месеца беше Наќе Ќулев. 2 месеца беше. Добро, тоа после го кажа и кажа дека тој самиот новинар кажа дека чекај како тоа онат. Абсурд. Добро? Тоа го разбрав ја после, него како можеше да одвали таква некоја работа дека крив е некој, овие се на власт 7-8 години. Значи, пасош, ја немам пасош, тоест имам пасош, ми важи уште 6 години. Само не можам да идам никаде. Инвестиравме како фамилија у Грчка, земавме некоја станче, пошто продававме
И Браво. опет земавме нешто ово, Ви она. честитам, браво. Не, продававме тука имот некои фамилјарни и земавме у Охрид, да значи и у Грчка на Станче. Браво, Две пачки. браво. И ја би сакал така да можам колку тебе, искрено. Ќе продадете што имате и ќе земете. За жал морам да се задржам уште малце у Скопје која би продал у Охрид и у Грција исто. Па таква варијанта. Ама Да. не може џабе. У Охрид може да идеме, у Грчка не може никој. Да. Не е битно, не е битно каде. И не мораш да се правдаш овде или онде, на Марс ако сака. Ти имаш право како граѓанин да имаш пасош валиден. И ти си го платил. И тој ти стои валиден. И сега некој ти вика, не важи. Ама ова е невозможна работа. Ова е невозможна. Вадев пасош кога беше короната. Со 3 маски отидовме у МВР, се мучевме се ова, сега вика не важи. Мислам, не е можно. Ова не го разбирам стварно. Зашто Северна и пази, почитуваме договор со Грција. Па она го почитува ли со нас договорот? Ја ни у Грчка земавме, ама тамо нема Северна Македонија, нема ништо. Скопје. Ништо нема што требаш они да преземат мерки, само ние почитуваме. И тоа е исто и тоа Македонија, ама нема врска. Го сакам да ви кажам нешто. Ова однесување на овие што се пратеници од СДС сега и оној министерот што беше на внатрешни работи, тој беше на телевизија, избегавам во задње време политика, ама избори има и пак мора, сакал не кеш. Значи, таква ароганција, таква негрижа за народот свој, ја не разбирам. И гледам сега некои анкети вчера, објавуваат ВМРО, не знам колку СДС, не знам колку левса. Па, му даваат на СДС 30, не знам, пратеника. Па ја да сум, мислам, дали постои у Македонија човек што би гласал за овие? Очигледно дека постои. Значи, знаеш што кажав ја вчера во емисија, и вчера и прекчера, ја реков, Не слушав. кога и ја ги видов овие, викам 30%, ја да сум сега ВМРО, да владам со ВМРО, со цела опозиција, би рекол, се повлекуваме, ќе останеме опозиција уште 8 години, додека не видиме да биде 1:5. Значи, чим толку мислите дека ви е ова добро, остај ги, нека ви владеат, нека отвараат фабрики за електрични автомобили, нека не го доизградат киче во Охрид. Супер! Тоа да не збориме. Да не збориме. Ај сега да те прашам мојата тема, фала ти ова за пасошиве, може би некој друг ќе. Мојата тема е вечерва потрошувачката кошничка. Имено, ја го објавив ова, дека според Дојче Веле, во 2022 потрошувачката кошничка изнесувала 35.000 денари, а во 24-та 57.000 денари. Какви се? Тоа е над 50%. А добро, дали е тоа реално или мислиш дека е повеќе или помалку? Не, ја мислам дека е реално. Дека е 57.000, бидејќи има луѓе кои викаат дека е многу поскапо од ова што... Не, ја мислам дека е реално. Толку отиде на 60-70% во однос на пред 2 години. Толку е разликата од 30 и нешто на 57, значи околу 60%. Ја мислам дека е 60% отидено. 100% не е отидено. Колку се качени платите колку се качени платите во овие 2 години од 22 до 24-та? Па помалку сигурно. Како? Помалку него ова. 100%. Ме бушиш? Ме буши колега. Не, колегата, пошто е провладин. Да. Не, помалку е од 70% платите качени како. А колку се пензиите качени за овие 2 години? Добро. Не знам, пошто не работам. Така, не е. Да. Работава, може би имаш некој за кој знае. И добро, се едно, моје да прашам, ти не мораш да даеш одговор на се. Сме млади, немаме пензионери. Да сте живи и здрави. Шанко види вака. Кој ќе ти е празен станот, ова изнајми ми го. Значи 100% има отидени артикли, ама има нешто и помалку, например гардероба. Никад у живот не било поевтина гардеробата сега. У сите имало влагаш по бутици по 2000 денари се јакни. Шо ти е тебе бе? Абе, човек,
Да. У Синсеј си купив фелече сериозно, добро за 450 денари. Купува мајчка 199 денари. Точно, Па бе, точно. абе на пазар да одам. У шутка, у топана да отидам. Поскупо е на пазар. Што да ти кажам? А ова увоз, бренд, нешто со... Ама знаете што е лошо? Лошото е што храната е отиде на повише од тие 60-70%. Значи храната е отиде на 100% можда. Маслото за јадење, маслиновото масло, кое стана дел и луѓето се освести, не е 100%, повеќе е. Значи, Повише, да. значи маслиновото масло беше негде околу 350 денари, сорта, видот ја што го купував, брендот што го купував, сега е преку 900 денари, а во некои маркети и до 1400 денари. Тоа е 200%. Е сега Исто важи за сирење, за кашкавал, за такви млечни производи, тоа исто важи и за тоа. Значи тоа е точно, над 100% се тие работи. Зошто? Се потребуваат секој ден 100%. Зошто мислиш дека е тоа? Така. Па не знам зошто мислам дека Не е така. битно, не е битно, не знам знаеш на окей. смисло- Али отидени се и не е помогнато на народот. Тоа е факт дека отиде нарочито храната, каде сега сите пари, 90% од парите иде за храна више. А кажи ми, барем бидејќи болеста во Македонија е да се кратат плати, да доцнат плати, како е тука по тоа прашање? Кај тебе? Не, немам проблем, ние немаме проблем, пошто приватно сме поише, нешто државно, не поише приватно. Редовни ти се примањата. Па не. Тоа сакаш да ми кажеш? Па не, право да ви кажам, приватно у медицина, сега пошто медицина више не постои ова државно здравство, сите идат у приватно и многу иде. Не те прашувам тоа, не можеш тоа да ми го објасни. Те прашувам дали платата е редовна. Платата е редовна. Е, па тоа ме интересира. Блазеш си ти. Ја лично сум буџетар. И значи платата си е редовна. Добро. Бидејќи Значи, ние кога се македонецот, запослив, значи кога се запослив у организацијата бевме 50 луѓе, сега сме 500. останав без текст. Па тоа е факт што тоа е факт. Видите, тоа е сите отидоа, има луѓе македонците сега у македонци, албанци, македонци не е битно. И за 20.000 ќе работи у министерство, у општина, у ова, а за 50.000 нема да работи у приватно. Касиер или касиерка или работник или плочкар или овона или бербер. Значи 100.000 да му даеш нема работи. Ама 20.000 да му даеш ова и ако го избркаш плач. Тоа се факти. Тоа е поради еден факт. Тоа е поради една работа. Затоа што кога ќе работи државно, може да го одбегнува и никој ништо не му може и да си го користи тоа времето, бидејќи вработен, а не работи, не се троши, може да си дозволи ми, може да си работи тезгари на страна и тие и преку 100.000 да заработува уште повеќе така и да си е рад. Ете, тоа е целата приказна. Можда се сеќавате, јас се јавив кај вас пред некој месец. Добро? И го кажав на оваа тема, кажав нешто дека ја имам таа моја теза и ја зборам, вака може да изгледа чудна, ама ја викам дека тоа е буџетарски, ние што сме фирми, тоа се градинки за возрастни. Да го кажав кај вас. Добар си, јас сум го заборел. Градинки за возрастни. Јако, браво. Градинки, пази, ние идеме на работа, не пазат, не чуваат, не даваат услови и плюс пари, а децава ги носат у градинка и треба платиш за нив. А ово плаќаат ние што идеме. И после се чудиш зошто толку се тепале државно. Не е будала да работи. Ја сите ги викам, иди градинка за возрастни, супер си дојавме, имаш интернет, имаш топ, парно имаш ово, имаш она, имаш кафе, имаш све, уживање. Катастрофа. Ја ти благодарам за јавувањето, ти благодарам вака за овие објаснувања, мене ми помогна многу. Исто благодарам и на вас што ме сослушавте. Нема проблем во секое време. Поздрав. Да, ми е драго кога ќе имам вака јавување со рационална мисла, прецизно, колку и да е точно или неточно, барем изразувањето е, мислам дека е комуникативно
со сите. Не е важно дали се согласуваме или не. Во меѓувреме имаме пропуштени повици, не можам тоа да го правам на еден телефон, една линија, бидејќи ако ви ги дадам горните телефони што се од телевизијата, режијата инсистира да стиши го телевизорот, ово, оно, и многу време се губи, и многу конфликти се создаваат, така што само овој телефон ви е за комуникација. Добро вечер за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добро вечер, Јане, Миќе, your twin brother. Барбар, Поздрав до тебе и до емисијата и до гледачите. јас се извинувам, почитувам, не ве разбрав што изговоривте? Your twin brother. My twin brother. Oh, sehr gut. Sehr gut, meine Herren. Да. Bitte schön. Германски, поише не знам. Ја мислиш да не знам па. Знам, не знам поише. Schülen Sie, Вака, ја. за темава, сакам еве малце ове, пред да ти кажам за емисијава твоја, ми е нешто како да си го гледам Терминал со Том Хенкс како K-Pax со Кевин Спейси, ама како серијал, така ми доаѓа. Затоа ми е интересно и како X-файлови да си гледам. Така ми е. Какви елиени има овде? Да, А ја да. прв. Не знаеш што ќе ми дувне. Верувам дека aliens are real and they do exist. Да. Јас си верувам во тоа. Добро. Јас си верувам. А еве сега за тема за трошоци, мошоци, што сум научил до сега и што сум си јас сам, што сум си мозгал така. Јас сум овертинкер, мене мозокот не прекинува да ми размислува. Овертинкер, добре. До душа тој викат на малумно дете му и да си ретардиран идеи, не знам. Ми дошле и дека сум си ја, не знам, амеба, едноклетчен организам, не знам и дали има мозок воопшто или не. Мозок битно не знам, некако можам да разнирам да се што живо има мозок, не знам, и тоа не го знам, ама добри, тоа е екстайл, нека остане, вајде имам, да речеме дека имам некаков мал мозок. Сега, што имам научено од American College, кога идев, си имам рече овака, како прво, нема толку работни места колку што има луѓе на планетава. Според мене. Не слушаш така? Треба да зборам ја или сакаш ти да збориш? Да, ја ќе зборам, само не мислев нешто не се прекина. Не, па како, не можеме двајца да збориме исто време. Кажи ми ти, што одма на моето мислење, кажи ми што мислиш ти. Не. Дека нема толку работни места колку што има луѓе на планетава. Ете, и со психијатарки сум правил, морате за секој си имал по нешто. Си мама и си нема. Кој ќе видиш? После исто ми рекле, било кажано, уште кога било времето на Киро Григоров, било кажано кој ќе имал, кој ќе немал, кој ќе бил скитни, кој ќе спива по клупи, кој ќе бил Доналд Трамп, кој ќе бил Џо Бајден. Демек сме живееле у свет кај што парите не требало да постојат. Ја мислам и што ги гледам тие филми како Доктор Стрендж, си викам, тоа не е магија, тоа е наука. Дека стварно сме живееле у свет кај што парите не требало да постојат, дека сето било, сме живеели у свет на Доктор Стрендж, на магија и чудовишта, на Доктор Менхетон. Брат, ти си одлепил добро и уживај у тоа. Викам, ти добро си одлепил и уживај у тоа. Добро. Ја немам што да искоментирам на... Слушај, ова твоево е толку абстрактно да нема на што да се коментира на ова. Толку е. Нема што абстрактно значи кога е нешто нејасно, така тоа значи абстрактно. Па абстрактно е абстракција. Абстракција значи дека со општата перцепција не кореспондира, но дека е присутна. Сега, за мене е абстрактно, бидејќи мојот светоглед е базиран врз некој, да речем, она што е 99% од популацијата. Како што нормалните И сега ти, може сме ние ненормалните, ти си нормалниот. Сега ти искачаш со некоја теза, као да е то добро утро, ја те гледам по теле. За френичар ме направиле и што не ме направиле. И да си... Вака сега. Вака сега, функционален си. Знаеш да си ги... Па готово. Сите сме. Фала што се јави, другар. Да, повели. Еден рост. Нема проблем, повели. Дека си се ростаме, тоа не стана како традиција. Повели ростање. Знаеш ли што имате заедничко ти и Оливер Спасовски? Не знам што имам.
Тројцата сте попаметни од повеќето, ама не сте попаметни од сите. Знаеш ли јас дека сум звезда? Да, селебрити. Да, не. Јас сум морска звезда. А знаеш ли зошто сум морска звезда? Зашто си морска звезда? Затоа што морската звезда е единствено животно што нема мозок. Хај, чао! Значи можно и ја да немам мозок, добро. Хајде, поздрав, лека ноќ и Ајде, пријатно. слушаме. Освежителни две јавувања. Вредеше емисијава за овие двајца до сега. Секако отворена и за вас. Јас сакам така шарени, малце и изчашени, но сакам и перцепција на, нели, на она. Значи, темата што ја наметнав е, иако, нели, час се држиме, час не, е потрошувачката кошничка. Колку ви треба за да преживеете у месецот? Колку ви треба да даете за храна и потрепштини? Според Дојче Веле, 35.000 денари било во 22, во 24 57.476. Иако јас се сомневам дека, мислам дека потрошувачката кошничка е малку поскапа, ако имаш барем, мислам дека е правена под во оние, ако купуваш храна, Б или С квалитет. Значи, ништо од, да речам, од најдобриот квалитет на храна, туку она рафинирана, жашекерена и така натаму, процесуирана, која е, нели, она, колку минимум за преживување, а човек сака малци и да живее нормално, а здравата храна знае и да биде дури и поскапа. Тоа е интересна работа. Некој ќе рече, види, на пазар ако се снабдуваш, можеш многу ефтино да се снабдиш. Ја викам, помина времето кога здравата храна можеше да се купи на пазар. Ја топло би ви препорачал еден уред кој го порачав, но заради функционалноста на нашата пошта се уште не сум го добил. Смени го кадарот, да отидам на AliExpress да ја најдам. Ако успеам да се логирам, ќе ви го покажам уредот кој го нарачав и не ми стигна. Само да видам. Да се регистрирам. Ќе отидам во кошничката моја, каде што е нарачано, таму може да се, дури да се види дека е стигнато, за нова година е стигнато на пошта и се уште не го добив. Нормално немам намера ни да се тужам, ни мислам, знаете зошто? Затоа што сум јавна личност. Оти ќе биде извитоперено и ќе биде манипулирано ако јас се бунтувам за некаква неправда врз мене извршена. Ако се бунтувам за ваша неправда, тој може да помогне. И затоа сум јас пасивен кога е прашање за себе, а проактивен кога сте вие. My orders, еве го. Се вика Portable Ultrasonic Vegetable Washing Machine. Имено, ова е уред кој работи на батерии, се чарджат, и овој уред, еве сега ќе видите, ставате храна, било каква, во вода и го уклучувате уредот. Уредот успева од површината на зеленчукот, како што видовте, месото и така натаму, да ги извади токсичните загадувачи, бидејќи се работи, уредот работи на многу силен ултрасонике. Што е ултрасоник? Тоа е звучен сигнал на многу висока фреквенција и силна вибрација. И се она што е загадувачки, плитко и така натаму на самата храна го избива. Дури може, ако е позагадена храна, да видите и до заматување потполно на, нели, колку е почиста храната, помалку ќе има. Но денеска, на сево ова загадување и изложеноста, дури и на добар производ, да речеме,
на овој воздух и оваа прашина и ова загадување, дејќи Скопје има премногу граѓани, тогаш навистина ваков уред може да помогне. Не се луди кинезите што си го измислиле. Ова го измислија они за нив, туку ние се свестуваме па да го купиме. Секако го има и на Амазон и на слично. Дури има и цели, да речам, уреди и тоа е прилично ефтино е ова, 890 денари. Мене не ми е проблем што се вика и 2 уреда да имаме еден резервен или за поголема количина. А они можат како алтернатива па ви нудат и така наречени овие садови, кои целиот сад како таков делува како колега, сопругата твоја ова дефинитивно ќе го сака ако ќе го проучи. Тоа сум убеден. Да, бидејќи знам дека вие у фамилија имате таму некој кој внимава на здрава и чиста храна, особено да се ослободите од тешки метали и пестициди. Не е ова 100%, но подобро е одошто нели децата да ги раниме со она што како што е произведено, како што е ставено на полица, а ние немаме обичај дури и кога ќе донесеме да го измиеме убаво како што треба. Пушти малце и мислиме готово. Не е баш така. Помина тоа време за така што. Инаку, ова со ултрасоникот е многу интересно што постојат дури веќе и мали машини за миење садови и за... Тој е мал уред, да ви кажам, орбикуларен е, ваков изгледа, исто за храната, но ваков уред се става кој и се врти и мие садови. Например, пуниш умивалникот, ултрасоник, самата ултрасоник, и тоа е многу интересно што со ултрасоник вие можете оние портабл мали машини за перење, да исперете, не со овие скапи кои трошат многу вода и струја. И тоа е многу интересно и нината ќе биде ултрасоникот, бидејќи од оригиналното успева да ги одлепи и да ги разложи тешките метали, загадувачи и пестициди, не да ги уништи, туку да ги раствори во водата и да се ослободите од тие работи. Океј, тоа е тоа. Интересно, во овој момент немаме јавување, но имам доста пораки кои не можам сега да ги не можам да ги читам и да ги презентирам, немам горна камера. Надчовечанските напори не ни вродија со плод за да имам горната камера да можам да ви ги прикажам и тие работи, така да остануваме на ова. Но, добро, потрошувачко општество, ние се задржувме и ете овие пар јавувања што е, јас сум благодарен и за нив, е дека потрошувачката кошничка. Тогаш ако немаме јавувања, но имаме коментари на Facebook, на моите 2 профила, да видиме што јавноста говори на оваа тема. Златко Арсениевски па вели: израчунај минус радиодифузна такса и ќе видиш помала сума испаѓа. Јован Најденовски, здраво братчет, административното регулирање на висината на минималната плата, државно регулирање, без основни економско-финансиски микро и макро анализирани параметри е погубно. Последователно статистичко покачување на просечната плата е уште пострашно. Во овој момент предоминантниот број на работодавачи во Македонија нема реална моќ на исплата на моменталните плати. Спиралата прогресивно забрзува и кај високо платените позиции. Демек, што сега, јас за само 2,5 просечни плати ќе ти работам. Ова предизвикува неодржливо покачување на цените на стоките и услугите, иако навистина не се качуваат само заради ова. Ова ја депресира куповната моќ, па државата пак ќе интервенира и ќе качува минимални плати, па реалните работодавачи ќе почнат да редуцираат работна сила и качуваат норма, па ќе се врати сивата економија, па непријавени работници, па даночна евазија и крај нема. Квази левичирањето
на државата и на поединци и лупање глупости со флоскули од пред еден век не заслужуваат коментар. Пазарот во Македонија не може да ги издржи сегашните плати. Точка. Владимир Трајковски коментира на него, решението е реално со платата, денес и пред 2 години исто купувам, а сега имам повисока плата. Владимир Трајковски, Јован Неденовски му одговара. Не е баш исто дека исто купуваш или купуваат. Барем најголемиот дел од луѓето брават компромис по принцип на приоритизирање. Дури и да плаќаш повеќе со поголема плата, сепак не добиваш повеќе. Не ти пораснала куповната моќ или не заштедуваш. Тоа значи дека твојата, мојата, нашата плата само номинално растат, дека приходите само номинално или минимално растат во поединечни индустрии. Тоа просто кажано значи дека вредноста на приходите паднала. Што е чарето, велиш? Многу работи треба да се направат и за жал, механизмите за тоа се во рацете на белјаджијата, тоест државата. Потребен е реален државен интервенционизам во делот на регулирање на жирални текови на пари, мерки за стимулирање на плаќање со складиран кеш за определен период, ремонт на банкарските каматни стапки и трошеци и ревидирање на портфолијата на банките, интервенирање со стоки од државни резерви и така натаму и така натаму. Еден месец утки и глупости бара година дена санирање. Зошто никој не знае или не сака да го направи тоа е вистинско прашање. Јовица Неденовски, кој е по професија адвокат и интелект par excellence. I'm proud of you, cousin. Одиме да ги видиме и другите коментари. Бидејќи благодарам на овие што се јавија, ние немаме нови јавувања, но меѓувреме, значи, ќе ги прочитаме овие и тука некаде ќе завршиме. Кибер Мики вика, не можам да читам, треба малку, нели? Жално, ќе ми кажат, го качиле минималецот и пензиите. Тоа не е ништо во споредба со цените на производите кои се качени за најмалку 80%. Светле Петровска. Светле, 80%, ја ти се восхитувам ако твоите производи кои ги бараш се само 80%. Затоа што јас она што го купувам за мене и моето семејство е преку 120 до 150% покачено. Тоа што има зголемување на минималната плата и историско покачување на поезијата се одвратни за гледање и слушање. Кому толку сгрешивме па дозволивме вакви изроди да се богатат на наш грб? Ние сме само виновни. Никој друг, драги мои. Лутината треба да си ја насочиме кон нас. Зошто? Ние го дозволивме ова што се случува. Да видам на мојата фан страна, нема многу. Драган Лейс вика, има, може, нема проблем. Да, таа е она пасив-агресив, а ова е таа тема каде што ја прочитав. Зашто не можам да го најдам? Ова е новата од 57.000 не е реална. Ја правеа СДСМ да мачкаат очи. Околу 80.000 евра е вистинската кошничка, според Ѓорѓе Ѓорѓеев. Тоа се дел од коментарите, вака интересни за слушање, благодарам режија. Во врска со овие потрошувачката кошничка. Според тоа што телевизијата на која ниво е и колку гледана и блокирана, јас сум среќен и задоволен и за овие гледачи, иако интересно е што имам доста пропуштени повици, не знам зошто е тоа така. Добро, како и да е. Не е идејата на емисијава да биде комуникативна, но ете. Работата е дека сите последици на минатогодишните владења ги чувствуваме сега максимално.
бидејќи некако ни се отворија и чакрите, и зениците, и ноздрите, и некако сега веќе мозокот успева малку како да бевме зашеметени, како да бевме утепани ментално. И според и сите овие реакции можам да заклучам дека народот е незадоволен, но само едно ќе кажам, драги мои, се сте во право. За било кого да кажете и за било која партија, секој е во право. Ако кажете лошо за СДСМ, во право сте. Ако кажете за СДСМ добро, во право сте. Ако кажете лошо за ВМРО, сте во право. Ако кажете добро за ВМРО, сте во право. Затоа што имате право на собствен став. Не мора да е точен. Демократијата подразбира да имаш и застапуваш дури и погрешен став. Но, едно би сакал во оваа земја да забранам неколку работи. Тоа е прво, оние маички со прерамки бели, бела чорапа на сандала би забранил, бурек, освен со месо и сирење, не смее да се нарекува ништо друго со пици, мици и ово, она, ваму и таму. Нарекувајте го како сакате, ама бурекот ќе остане светиња, сирење и бурек, сирење и месо. Но, не ќе отидам у радикализам, ќе се направам белја. Затоа што ми зоврива, а глумам смиреност, а ми пука по сите шавови нервозата, затоа што апатијата на македонецот има една страшна последица, а тоа е да се откажува од најбитното. Ја да сум власт, како најбитен факт би рекол, секој граѓанин што не гласа во Македонија, да му се одземе граѓанството. Не можеш ти да бидеш повторно. Австралија го има тоа и многу ми се допаѓа. Постојат оправдани причини, но ако имаш, ти мораш да отидеш да гласаш. Твоето ливче може да биде ставено. Дали ќе го прешкрташ, дали ќе гласаш за едни, за други. Мора да го оствариш твоето право. Какво и што ќе биде во твоето ливче, тоа никој не смее да го знае и не сме. И ти можеш да нацрташ Дик Пик, можеш да го нацрташ Чак Норис, можеш да напишеш Thank you and fuck you, можеш да заокружиш за душманот, можеш да заокружиш баш за тој што сакаш, можеш да заокружиш за никого, да утнеш. Така што, ама мора да го оствариш твоето право. Твоето гласачко личе, број 7515 на име Јанко Илковски, нема да не остане. Или си умрен, или си во болница, или постојат сериозни причини кои ќе мораш да се оправдаш државата. Зошто не си излегол на гласање? Излезете и гласајте. Баш затоа што сте незадоволни и што не ви е добро. Секој што нема да излезе, за жал во Македонија е дозволено и многу ми навикаат, па и тоа е политички став, и тоа е израз на волја. Океј, се согласувам, затоа што постои таква дупка во законот. Ја би направил многу пототалитаристички ригорозно, секој што има право на глас да мора да го искористи гласот. Мораш да гласаш. Ама не знам за кога, заокружи без везе. Не заокружи. Само свиткај го, одглуми дека си гласа. Но, да не остане твоето ливче. Зошто? Прво, најбитно да ви кажам. Остане ли ливчето твое неискористено, некој може да го изманипулира. 50-50 шансите се некој да заокружи место тебе некој друг. И ти, ја не гласав за никој. Прч подуен, ко пештански квасец вако. А уствари си гласал за тој душман што најмногу од кај знаеш дека не земал некој и го искористил, злоупотребил твоето ливче. Бидејќи колку и да има контрола може. Нема поголема контрола од ти самиот. Никој ништо не ти може. Да, постојат, како, нели, кутии полнење, не знам ова, не знам она. Луѓе мои, сето тоа може да помине. И броење, и местење. Но ако масовно народот излезе, све паѓа во вода. Масовноста
е таа која ги руши манипулациите. Направите си, ако не заради себе, заради ближниот. Имам другар, многу го сакам. Ради него ќе гласам. Ја не сакам да гласам, ми се повреќа од ова што ми е понудено. Ама ќе гласам заради другар ми. Долга е, на широко е, блокирани сме, толку ни е капацитетот. Ја ви благодарам за вниманието, драги мои пријатели и пријателки. Останете ми со добро здравје. Се гледаме и во наредниве денови. Пријатно.